Во ова издание на Мегафолк, почитувани фолк пријатели, за прв пат имам гостин кој што не пее, односно не е интерпретатор, односно еден од оние кои што може да биде во наводници виновник за успешност на една напишана песна. Еден од попознатите текстописци во Република Македонија е наш гостин во Мегафолк. Добре дојде за Цане Трајчевски. Добро ве најдов и поздрав до сите гледачи на ова во последно време многу гледана телевизија. Благодарам на поздравот и на убавите зборови. Цане, знам дека долги години пишуваш текстови за голем број на македонски фолк интерпретатори и за дебитанти, меѓутоа и за оние големи звезди на македонската фолк естрада. Колкав е опусот досегашен на напишани фолк песни од тебе лично? Вака, досега имам напишано преку 300 текстови, од кои негде околу 150 се веќе преточени во студиски снимки на фолк и на забавни песни и неколку детски забавни. Во игра на случајот 2/3 од таа цифра се забавни, 1/3 фолк теми, значи пишувам и забавни и фолк текстови и детски. Сум учествувал како автор, како текстописец скоро на сите наши македонски фолк и забавни фестивали. Ги имам освоено сите можни награди на фестивалите, веќе започнам со она најпосакувана за сите автори, за сите кои нешто работат на некое поле. Во случајов јас работам на полето на музиката, пишувајќи текстови. Во 2011 година во Охрид на Канео Фест ми беше доделена најпрестижната и најпосакуваната награда, а тоа е наградата за животно дело на јубилејното 10-то издание на Канео Фест. Оваа награда, според организаторот, ми беше доделена за голем допринос во развојот на фолк и забавната песна во Република Македонија и јас сум горд да ви кажам што сум еден од ретките добитници на оваа награда, која е поттик и понатаму да пишувам добри текстови. Јас посветувам големо внимание на текстовите, затоа што текстот на песната е душа фактички на песната. И мислам дека успевам во тоа. Ги имам освоено, реков, сите можни награди. Први, втори и трети награди од публика, први, втори, трети награди од жири. Некаде околу 16-17 пати сум ја добивал наградата за најдобар текст на нашите фестивали. Имам добиена специјална награда после настанот за песна забавна посветена на Тоше Проески, се вика Музички гени. Мојот текстот, музика и аранжман Илија Спасев, тој ја отпеа оваа песна. Во 2007 година на Еврофест беше испеана оваа песна. Добивам награди за шлагер на Канео Фест, за бисер на Канео Фест и така натаму и така натаму. Многу пејачи имаат освојувано и награди за најдобра интерпретација преку мои песни, награда за најдобар дебитант, награда за сценски настап, за аранжман и така натаму. Така, Цане, знам дека кога вие текстописците пишувате текстови за одредени песни, сите различно го правите тоа. Некој сака на готова музика да го смисли или да го напише текстот, некои па откако ќе го напишат текстот бараат соодветен композитор кој што ќе знае и тоа и музички да го донесе. Како е кај тебе примерот? Дали прво ги пишуваш текстовите или можеби чекаш понуда од композитор за која композиција ќе напишеш текст? Многу фино прашање постави и мое правило е прво ги пишувам текстовите, а после барам човек, композитор, колега, работам со разноразни композитори, од најпознати, средно познати, а некои помлади, со цел да ги упатам во нешто што навистина ќе вреди. Јас, откако ќе го напишам текстот, знам дали е за балада забавна, дали е за баладична фолк тема, дали е за побрза фолк или забавна, и така натаму го насочувам композиторот и главно успеваме во тоа. Најдобрите песни се создаваат токму на оваа релација, на ваков начин да се прават песни. Прво текстот, после музиката. Само неколку песни, 3-4 од тие 150 на студиски песни, забавни и фолк на мои текстови, само неколку се напишана музика, инаку прво текстот, па после музиката. Тоа е мое правило, затоа што тие песни повеќе живеат. Така, имаш напишано, значи, текстови за голем број на фолк интерпретатори. Ќе сакаме да споделиш со нас, знам дека имаш пишувано, речи си, цели албуми за одредени пејачи, може да ги споменеш кои се тие?
Па еве да речеме од најпознатите во фолк музиката мои песни отпеале Благица Павловска, Нино Величковски. Заедно со Благица она легендарна песна беше едно Скопско корзо. Понатаму Јасмина Мукаетова, Ани Малинкова, Билјана Дамјановска, Петар Нечовски и така натаму средно познати, но и на дебитанти му нудам шанса, оние квалитетни. Например, еве ќе ви кажам, јас го открив Мартинијан Кириловски од Куманово, а пред да го видат на Гранд Звезде, го слушав на некои аудиции и му доделив една балада во 2013 година. Мојот текстот, музиката е на Игор Цветковски. Игор Цветковски е од Скопје, инаку велемајстор за балади и невиден интерпретатор, невиден глас. Значи, направив една песна, настапи на Макфест и веднаш на 17 години ја освои трета награда од публика. И мислам дека не е грешка и на такви да му се дава шанса. После патот него беше полесен од како се проби на Макфест и така натаму. Цане, верувам дека и во иднина ќе имаме можност да уживаме во твоите текстови, се разбира и ние и оние кои што ќе ги пеат песните твои, и се разбира најважна е публиката која што треба да ја прифати таа песна. Јас еве во продолжение на нашата емисија предлагам да слушнеме и да видиме токму една песна која што е напишана од твоја страна, односно твојот текстот. Станува збор за една песна на Петар Нечовски, еве може да ни кажеш кој е насловот и кои се другите автори и каде беше таа песна испеана. Да, се работи за темата Завет љубовен, што ја пее Петар Нечовски на Филиграни 2014 година, втора награда од публика. Реков мојот текстот, негова е музиката, аранжманот е на Славко Ристевски од Прилеп. Тоа дојде убаво спаковано и песната е многу слушана. Откако помина на Филиграни, си направи Петар спот и е гледан на многу телевизии. Уште еднаш многу успех и се надевам дека повторно ќе се видиме во нашата емисија.